Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно отворено студио на телевизија Нова. Што ме гледате мене, веројатно претпоставувате дека ќе зборуваме за нешто од областа на културата. Пред почетокот на туристичката сезона, за неколку можеби е веќе почната туристичката сезона, ќе се осврнеме на туризмот, меѓутоа не од аспект на она што би го третирале колегите од економската редакција. Ќе се обидеме да дадеме одговор на прашањето дали знаеме и колку знаеме да ги привлечеме туристите, странците, меѓутоа ќе зборуваме и за домашните со културното наследство. Културното наследство е она што ќе биде во фокусот следните час и 15 на минути на ова отворено студио. Ве поканувам да останете на програмата на телевизија Нова. Мои гости денеска во студиото се господинот Ангел Иванов, туристички работник, доволно искусен со 40 и неколку години стаж, 43 години стаж, доволно искусен, повеќе од доволно би рекла да зборува за оваа тема. Добре дојдовте во телевизија Нова. Благодарам, добро ве најдов. Мислам дека не е ни тоа искуство доволно, напротив, се уште се трудам да трупам нови искуства, нови сознанија, бидејќи Македонија е навистина еден неисцрпен рудник на нови сознанија, на нови археолошки ископи, на нови уредувања и се уште се трудам да трупам ново знаење. Така. Благодарам за времето кое што го издвоивте за ова отворено студио. Од мојата десна страна ќе почнам од представување на дамата. Добре дојде за Гордана Јанакиевски, исто така туристички работник кој што има доволно багаж за да зборува за оваа тема. Добре дојдовте во телевизија Нова. Добро ве најдов. Добре дојде ќе му посакам и на директорот на управата за заштита на културно наследство, господинот Виктор Лилчич, кој што е официјално лице, кое што веројатно многу соодветно може да зборува за се што е поврзано со културното наследство, со заштитата. Добре дојдовте и вие во телевизија Нова. Благодарам што ме поканивте. Јас имам 40 годишно искуство, нешто помалку од колегата. Главно во археологијата, но бидејќи имам дипломирано и историја на уметност, низ овие години ги следев, значи, состојбите во целокупното културно наследство, можеби помалку кај црквите, фреските, но тука сум, значи. Така. Благодарам. Веројатно доволно е јасно кои сте и што сте и зошто сте поканети денеска да бидете овде во студиото. Верувам дека ќе ги заинтересираме гледачите, ќе останат на нашата програма. Можеме да почнеме со едно прашање до господинот Ангел Иванов. Во еден предходен наш разговор во некоја слична ваква прилика во едно телевизиско интервју ве прашав дали треба туристот да биде Индијана Џонс за да ги пронајде сите интересни локалитети и приказни кои што и предмети кои што ги нуди оваа наша Македонија, која што како што кажавте е исклучително богата, меѓутоа делуваме ли неорганизирано малку? Треба ли да се биде Индијана Џонс за да се пронајде сето тоа? За жал, да, со воздишка тоа би го кажувам. Да, се уште многу патеки се отворени, многу патеки се регулирани, но многу патеки се уште не. Се уште не е доволно достапна Вија Игнација. Да речеме еден споменик како што е Курбиново, манастирот Свети Ѓоргија. Навистина треба да си локален или да најдеш некој локален, да те упати и да те однесе до него. Курбиново, манастирот Свети Ѓоргија е еден од најубавите можеби во Македонија. Зошто? Затоа што фреските во него, а тие се вградени веќе и во нашите 50 денаки и книжни и метални, Така. се вистинските. Од 25 април, не баре годишнина сега славиме, 1191 година, истите во моментот ќе ги видите и таму. 825 години. Сега за тоа не треба некој за да го види да се мачи или да пронаоѓа некој Google мапи, тоа треба да е просто поднесено на некаква тацна начинија, туристот да не губи време. Знаете што денешниот турист е многу организиран и го цени своето време, а бога ми и парите, и не сака да се располага ни со време, ни со пари, а ова вреди да се види. Тоа е нашата македонската најдолга еднокорабна црква, еднокорабна, зашто викаме црквите дека се кораб или брод, еднобродна црква, во должина од 17, широчина од 7 метри. Зошто црквите се брод? Ако Дедо Ное го направил бродот за спас на животинскиот свет, црквите се направени за спас на душите на луѓето, кои во текот на животот може да прегрешат и редовно грешат, фала Богу. Затоа таа црква до ден денес со истите фрески и икони не, со истите фрески 825 години обстојува. И тоа треба да е
многу близко до туристот. А близкоста е брзата и нормална и природна комуникација. Тоа е мојата замерка, бидејќи веќе сме на пола-пола. Имаме напредок, имаме поместување. Сега Индијана Джонс му ја леснивме работата на туристот, но се уште не до крај. Така. Јас ми се посакува ова да биде секојдневие во туристичкиот престој во Македонија. Имате ли и вие впечаток, господја Јанакиевска, дека туристот треба да биде Индијана Джонс за да пронајде она што го крие Македонија? Може би и не само туристот кога зборуваме за странците, меѓутоа и за домашните туристи. И за домашните, секако. Малце е да се каже дека треба да си Индијана Джонс. Ќе се надоврзам на него. Туристот има слободно време, има пари. За да се одлучи да дојде во Македонија, треба да има добра причина или добра приказна со која ќе го убедиме дека треба да дојде во Македонија. Ние, за жал, Македонија се уште во однос на брендирање. Ако споменете Шпанија, веднаш ви е асоциација играњето. Ако споменете Холандија, веднаш ви е асоциација таа нивна дрвена кломпа. Ако споменете, значи, ние не успеавме да направиме препознатливост прво на Македонија. Второ, не успеавме да ги направиме тие приказни со кои ние ќе го намамиме, а дека ние важиме као авантуристичка земја за туризам, тоа е веќе зацртано долги години. Јас работам на еден проект кој се вика King Marco Ленти, тоа е туризам на низ легенди. Значи, мојата основна појдовна мисла е да тие легенди кои ги имаме на овие македонски, па дури и балкански простори, морам да кажам дека Крале Марко е еден универзален бренд кој може на овие балкански простори да помине и да ги поврзе сите тие држави, бидејќи никој само во Македонија нема да дојде, туку доаѓа во главно да ги обиколи околните држави, е нешто што го разработувам веќе 10 години и буквално сум се уште на почеток. Не ради тоа што тоа е нешто што е неизводливо. Меѓутоа, неизводливо е да во нашава држава најдете соработници. Ние не соработуваме едни со други, сите мислиме дека јас повеќе знам од тебе. Многу немаме стратегија за нештата што се многу битни за да се направи еден добар туристички производ, кој гостинот за кој дошол и дал пари, очекува да ги доби. И тоа е основното што може само да биде добар квалитетен туризам, ако сакаме да го направиме. А Македонија навистина изобилува со се и се што. Во подемје сега биодиверзитетот како туризам, ние сме буквално на почетоците. Иако ако се земеме парата, го имаме рисот. Ние пред 2 години организиравме еден семинар со Јасен за рисот, во кој присуствуваат 30 држави за зачувување. А јас присуствував, морам да го кажам, ова на еден семинар во Тирана минатата година и нашите луѓе кои тоа го работат едноставно не знаеа да им кажа дека во Хераклеа ние го имаме мозаикот со рисот, дека линкистидите постоеле уште од тој период и едноставно доаѓаш во ситуација да некој ти кажува дека рисот е дојден од Русија, се симнал овде, дека постоел кај нас пред многу години. Тоа се дел од работите за кој велам дека мора да има стратегија и мора да се направи нешто што може да значи. Јас сега правам таа тура по патеките на рисот, меѓутоа ќе ви кажам и правам една тура која навистина мислам дека заслужува да биде кажана. Тоа е по патеката на Ребека Вест. Ребека Вест е англичанка, пишувала и прв туристички водич, да го кажеме, нејзината книга која е издадена некои 30-ти години, го посетила Скопје, го посетила Нерези, Скопска Црна Гора, Бардовци, Охрид, Струга, Битова и напишала прекрасна книга во која вие денеска можете да се вратите во тие 30-тите години и да го искористите тоа како еден луксузен туризам. Ребека Вест е сепак позната по светот со своите пишувања и ние на некој начин имаме со што да се гордееме дека на овие простори таа оставила запишани записи кои може да не водат во нештата што ние може. Тоа се примери кои сакам да ви кажам дека има можности да биде. Да не кажеме дека ние имаме неверојатна археологија со која можеме да мислам дека за тоа тука може да се надоврзе и
од аспект на прв човек на управата за заштита на културното наследство, меѓутоа и од аспект на своевиден Индијана Джонс, вие всушност и на шега и така можете да се представите, нели? Господине Лилчич, кој е вашиот впечаток за ова што го почнавме да го дискутираме во отвореното студио? Па вака, Како да им олесниме? Јас сметам дека Индијана Джонс е измислен лик, ама јас сум реален. Не откривам такви големи некакви богатства, но мислам дека најголемото и поголемото богатство од она што гледаме на филмските платна, што го открива Индијана Джонс, е нашите македонски култури, значи од времењата на предисторијата, но и нашите древни цивилизации, значи антички и средновековни, што ние ги имаме, поседуваме, значи во енормна количина од времењата на антиката и средниот век. Сега, тука ако размислуваме, темата е, велите Индијана Джонс, туристот и целите, таргетите, нели, што он може да ги види тука. Јас би дал една прво кратка увертира, знаете, се согласувам со колегите, значи на некој начин. Така. Ние се наоѓаме на еден почеток, имајќи предвид дека нашите луѓе, ние како општество, туку што излеговме од зоната на комунистичкото едноумие, каде што не се посветуваше внимание, некако беше прилично затворена тогашната, да речам, тогашната бивша Југословенска република, нели? Но денешна Република Македонија, и едноставно не се посветуваше внимание на туристичките посети, некако се беше затворено, конзервирано. И од тоа време ние наследивме што? Значи, уште живееме во едни, така да речам, задоцнети комунистички стеги во многу делови од нашиот денешен живот, кои ќе мораме што побрзо да ги елиминираме, имајќи предвид дека градиме ново општество што се базира врз пазарното стопанство. Значи, тоа е многу битно да го сватиме. Значи, културниот туризам, археолошкиот туризам, има повеќе видови на туризам. Имате урбан, културен туризам, имате авантуристички туризам, неодамна ете градоначалникот на Прилеп го најави таквото нешто. Значи, археолошки туризам, знаете, тоа нешто носи пари. Видите, градоначалниците долги години и се уште веруваат во оформување, што е неоспорно, во оформување на комбинати, фабрики, експлоатација на суровини, камен, нели, шуми и така натаму, верувајќи дека, добро, конфекција, индустрија, верувајќи дека, а тоа е пак точно, ќе истакнам, тие носат конкретни, директни пари. Нели, доаѓаат и странски инвестиции, луѓето побрзо, можат да заработат. Но јас не сум го анализирал посебно овој момент, но имам неколку информации пред, да речеме, 10 години или 5-6 колку години од медиумите, дека, например, само Кипар од туризмот, од културниот туризам, годишно инкасира повеќе, не знам, тамо милиони, милиарди, мислам, беше бројката. Или Австрија, например, долари, евра и така натаму. Добро, ние немаме море. Но, факт е дека мора да се менува свеста на луѓето. Јас сега ќе речам, секоја општина, имам 80 општини. 80 и колку таму општини. Факт е дека музеот е фабрика за пари. Значи, не е само место каде што културно ќе се издигаат нашите генерации, туку музеот е фабрика за пари во однос на странецот. Па и нашиот, добро, може би помали суми за нашите луѓе, како што е секаде во светот, но странците плаќаат некоја поголема сума билет. Значи, организацијата се уште ја немаме, али започнуваме. Значи, започнуваме да работиме. Ете, се виде дека во неколку општини во последните години се оформија неколку нови музеи, но јас се согледувам дека тука треба максимално некако локалната самоуправа не се вклучува доволно, токму поради она недоволна верба дека тоа може да профункционира. Меѓутоа, сега од друга страна ги имаме странците кои со стотици илјадници минуваат низ наша Република Македонија, добро на патот кон Егејското море,
И сега, ние ако не можеме да ги задржиме на Вардарската, ја нарековме и Европска магистрала, имаме 20 точки од прва категорија, стари градови, тврдини, добро, и по некоја црква, нели, манастир и сето тоа, не сме успеале, нели, тој човек треба да види паркинг на патот, да застане, да има, значи, музејски тепанданс или музеј, кај Неготино или не знам каде, кај Демир Капија, тоа се тие места, и да застане, може би ќе застане поради тоалетот, но ќе влезе и во музеот, да види. Сега, знаете како уште кај нас се негува оној застарен модел на музеј како градска установа. Ja прашувам вас дали тој странец, возејќи со, не знам, 100 на сат, на час, ќе му текне 2 километри да влегува, да губи време во Неготино, на западниот крај на Неготино, да влезе да го види музеот. Или, не знам, во Демир Капија, или во Гевгелија. По толку се, 2 до 3 километри, не му се губи нему време. Значи, тука, тоа е еден момент, значи, има многу да се зборува. Сега јас вака само накусо, значи, последно, видите, за Индијана Џонс, не Индијана Џонс, видите, ние требаме да направиме силна организација на туристички агенции, туроператори, кои што ќе дадат силна понуда, покана кон светот, што се и на кое место можат они да ги однесат и да им понудат видови на туризам. Значи, видови на туризам. Може да е тоа, има дечки сакаат финанци, тоа е тој авантуристички туризам на места кај што не се откриени. Нели? Е сега нормално, другото заштитниот момент се внимава. Она што веројатно е особено интересно кај нас за странците, оние кои што прв пат или можеби неколку пати биле кај нас, често пати доаѓаат и велат дека Охрид е една од најсветлите точки на Македонија од аспект на тоа каков печаток понесуваат од таму. Предлагам да го погледнеме прилогот кој што ни го испратија дописниците на телевизија Нова од Охрид, во кој што зборуваат токму за тоа Охрид како туристичка дестинација. Охрид како туристичка дестинација во следните 10 години ќе постане една од најбараните дестинации во Европа, несомнено поради големиот број автентичности, атрактивни локации, природните убавини и недопрената природа. Охрид ќе се најде на врвот на листата на најбарани топ дестинации. Сваки пат кога доđem видим нешто ново и баш ми Секогаш кога доаѓам, гледам нешто ново. Баш ми е драго кога гледам дека Охрид се развива. Охрид сигурно ќе постане најголема туристичка дестинација во следните 10 години. Во тоа сум цврсто сигурен. Ова моја изјава не ја кажувам од памет. Охрид има многу голема предност, има свој аеродром. Промоцијата и афирмацијата на Охрид во светски рамки ќе представува една од главните алатки за привлекување на голем број странски гости. Странските гости во голема мера ги предпочитаат кружните тури, вели Лейла Крстевска, директорката на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, со што во едно патување ќе може да посетат повеќе земји во регионот. Со таа цел Охрид и Македонија како дестинации, македонските туроператори покрај што треба да ги нудат како посебни дестинации, одлична можност е да ги понудат и во состав на кружните тури заедно со земјите во регионот. Сите овие земји се присутни токму заради тоа да се направи едно вмрежување, за да оние кружни тури што нонстоп ги потенцираме и ги кажуваме, да се ефектуираат и да се извршат што поквалитетно. Конференцијата за активен туризам што се одржува деновиве во Охрид е идеално место за развој на тие мрежни контакти со странските туроператори и треба во целост да се искористи, додава Крстевска. Така се враќаме во студиото. Тема на вечерашното отворено студио на телевизија Нова е туризмот, меѓутоа од аспект на културното наследство. Прашањето кое што јас ќе се обидам да им го поставам и тие ќе се обидат да го одговорат моите вечерашни гости е тоа дали знаеме да привлечеме туристи со културното наследство. На почеток дадовме одговор дали туристот кој што доаѓа во земјава е Индијана Џонс и дали треба да ги има вештините на Индијана Џонс за да го пронајде сето она што Македонија го нуди, меѓутоа можеби не е доволно добро сервирано. Зборувавме за тоа дека честопати туристите, господинот Лилчич спомена, веќе го отвори она што јас во продолжение сакам да го продискутираме како прашање, како тема. Честопати се случува туристите кои што транзитираат, да речеме, низ Македонија или пак можеби дошле со намера да престојуваат овде во Македонија, едноставно возат по автопат или се шетаат низ некој од градовите, меѓутоа не знаат дека во близина можат, например, да го видат Кокино или да видат Хераклеа или да го видат Стоби или Скопскиот аквадукт
например, токму и затоа прашањето кое што на почеток го постави беше тоа дали треба туристот да биде Индиана Джонс и да ги има вештините на Индиана Джонс, за потоа се сам да истражи. Второто нешто кое што сакам да го продискутираме е токму околу тие насоки и патокази кои што ги спомена господинот Лилчич. Господин Иванов, знаеме ли да ги привлечеме туристите? Оние кои што се овде, знаеме ли да го искористиме нивното присуство? Едноставно да ги однесеме, да ги натераме да појдат во Кокино, да ги натераме да појдат во Хераклеја. Знаеме ли да ги упатиме во некој од оние манастири, го споменавте Курбиново, меѓутоа кога ќе појдат во Курбиново, таму да најдат човек кој што ќе им го представи сето она што е значајно за овој манастир, или честопати мене, например, ми се случувало да појдам во некој од манастирските комплекси и да најдам на заклучена врата или на некој мештанин кој што трча да го викне оној кој што е задолжен за црквата. Се случува ли ова многу често? Се случува не на странските, туку и на нас. Така. Јас испратив една екипа од еден дневен вестник, нема да го именувам, да ја посетат пештерата во селото Старо Нагоричани, пештерата на светецот Прохорчински. Така. Ти отидоа во Младо Нагоричани и оттаму ми се овде се чудат, нема никаква црква, нема никаква пештера. Знаете, пештерата на Прохорчински, таа е една од 50-те пештери, цркви пештери во Македонија, е една од најзначајните споменици кои треба да ја посетите сите вие и туристите. А таа да не се најде, да не ја најде домашен, тоа е веќе повеќе од драма, повеќе од невкусно, повеќе од нездраво. Знаете, не само одењето по пат, јас донесов туристи, бев во Хонг-Конг, за да донесам туристи од Хонг-Конг. Направив собствена манифестација, собствена саем за туризам. И колегите во Хонг-Конг ми се пофалија, сега ќе те носиме во најзначајното нешто во Хонг-Конг. Браво, што е тоа? 120 години стара пагода. Пак една црквите 1200 години стари во просек. Не е можно. И дојде еден бран, голем бран, туристи од Хонг-Конг. Но би се задржал не на овие попатни и надворешно патни оф-роуд патеки, за кои треба навистина да си авантурист да дојдеш до нив. Охрид. Разгледот на Охрид е драма. Знаете како? Не случајно викаме дека е името составено од Охрид. Леле Рид има нагоре. Туристите, особено јапонците, од мене нагоре се постари. Јас сум 65, од 65 до 85. Никој не сака да пропушти ништо. Се мачат, одат до Самуилови тврдини, одат до Канео, одат да го видат цело Охрид, бидејќи за тоа дошле. Има голема љубопитност кај нив за тоа. И 1000 пати предложив едно вовче, ова што е во Луна парковите, да е туристички итинерер, една туристичка патека и тоа вовче дневно да си оди до горе и надолу и да има неколку постојки и луѓето на Канео да се симнат, да си фотографираат и знае дека за половина час ќе дојде вовчето со еден билет, дневен билет. Јас јапонските туристи на сметка на фирмата зима по 10-15 такси возила и ги качував до горе, до Самуиловата тврдина, за од горе надолу да се може да се симнуваат. Иначе се друго е, луѓето, верувајте, после тоа не сакаат да видат ни Охрид, ни Канео, ни Свети Наум, ни ништо. Исцрпени се. А ако тоа го правите во лето на 40 степени, не е награда што го видовте Охрид, туку казна. Затоа треба да направи. И во Скопје, разгледот на градот со автобусот е повеќе од, јас ми го кажам тоа, се сметам себе си за експерт, повеќе од несериозно. Разглед во градот со сити тур, со автобус се прави многу подолг, бидејќи Скопје има што да се посети, 30 минути за Скопје навреда. Тој треба да трае 3 часа, да оди до Бардовци. 30 минути, ако бидеме реални, од населбата Автокоманда до Ѓорче Петров, само доколку ве фати метаж да пролетате едноставно, ќе ви поминат, нели? Убаво ќе биде да има таа маршрута неколку постојки, туристот да се знае на билетот напишано дека автобусот во 11:30 ќе биде на Кале, тој да се симне на Кале, си прави фотографии, да иде во црквата Свети Спас
Знаете, јас сум имал вакво доживување, ќе го споделам сега со вас. Јапонска група доаѓа, пак од мене нагоре постари, Така. и собственичката на агенцијата 85 години. Застануваме кај Калето, бидејќи кај Свети Спас нема каде да застане туристички автобус, ни во никаков случај, во ниеден период од годината. Застануваме кај Калето, а жената имаше проблем со нозете, некаков инвалид. Нивниот водич на ушка ја качи господјата, ја однесе до Свети Спас, се фотографиравме, видовме, и на ушка ја врати назад во автобус. Тоа беше повеќе од невкусно. Нема да го заборавам. А верувам и таа нема да го заборави. Но таа не уживаше во носењето на грб. Многу нешта треба да се поместат и знаете што, ово го зборуваме не за да искритикуваме или нешто да најдеме мана некому, него еднаш за секојаш да ги оттргнеме тие мани, бидејќи долги години се влечат. Дури јас еднаш ви реков, јас требаше од почетокот да снимам едно CD и кога зборувате за туризам да ви го дадам. Истото е со години, со децени. Треба некој работи подитно да се сменат. Бидејќи луѓето кои доаѓаат во Македонија имаат туристички манири. Пред тоа ја виделе Прага, биле во Лондон, биле во Токио, но таму се е во еден механизам. Вие не лутате. Така. Овде се уште сме малку. Знаеме ли да направиме бренд од она што го имаме овде во Македонија? Од Париз едноставно не можете да се замислите без да ја купите Ајфеловата кула во нека миниатурна верзија која што потоа ќе залепите на вашиот фрижидер или ќе ја носите како приврзок за клучевите или не знам, во ова модерно време постојано гледаме дека особено девојките по нежниот пол постојано гледаме дека маската на мобилниот телефон во позадина го има Биг Бен или го има познатиот лондонски Дабл Декер или некоја знаменитост на останатите светски метрополи. Дали знаеме како ни оди правењето на брендови од она што го имаме како културно наследство па понатаму да го продадеме на туристите? Колку ми е мене познато, Агенција за промоција на туризам има некој договор Google. Така. И воопшто не би било проблем на секој од вашите мобилни кои ќе дојдете во Скопје да се појави некоја фотографија од Скопје или ако сте во Охрид да се појави фотографија. Тоа е изводливо. Меѓутоа никој тоа не го направил и не го употребил како такво. Ако зборуваме за бренд е нешто што треба да ве препозна. Значи не нешто што ние можеме да не асоцира во една мисла која ќе ако го видиме мостот, дека сме во Скопје, или ако ја видиме Самуиловата кула, дека сме во Охрид. Она што исто по мене е голема болка, тоа е неквалитетни сувенири. Значи, ја многу често сум била во ситуација со луѓе, кои доаѓаат, едноставно идат до менувачница, планираат 300 евра, зимам пример, да потроши, тој вади пари, ги менува во денари и едноставно нема каде да ги потроши. Тоа е страшно многу лошо. Значи, тоа кажува колку ние не сме спремни нити да ја пренесеме. Сувенирот пренесува приказна. Вие доаѓате дома, ја имате оваа книга и викате, јас бев во Скопје, па почне да кажува за Скопје, па почне да раскажува и наведува нови луѓе да размислуваат да дојдат во Скопје или во Македонија. Ние тоа го немаме. За жал го немаме. Јас сум малце подолго во туризмот од своја 18 година, имам 65 и се уште се борам дека туризам ќе имаме. Ние не можам да се помирам со тоа дека во бившите југословенски простори немало туризам. Имало туризам и мојата работа сум ја научила таму од квалитетни луѓе, од квалитетни агенции со кои сум работела и сум научила своите пари да ги вадам со труд. Сум научила како да ги примамам гостите или да најдам гости. Тоа е една од потребите, значи не е само да имате вие туристичка тура. Целната група е различита. За која целна група ја спремате вие таа туристичка тура? Не кажам дека кај нас владе една погрешно мислење кој ќе чуем туроператори дошле во Македонија, а тие дошле да прошетат. Туроператор е туристички агент.
тој доаѓа, го погледнува местото, прави еден договор со вас и вика ова треба да го исправите, потпишуваме еден ваков дебел договор во кој до танчина се знае. Не може да се случи да туристот дојде и некој го носи на ушки. Бидејќи тој ја поминал таа тура, знае дека таму не може да се качи човек од 85 години и знае како треба тоа да го изведе. Инаку нема да ги прими да ги прати своите гости. Туроператорот е агент кој ти го продава твојот производ. Ако ти имаш квалитетен производ и си поминал кај него, тој знае со која целна група, со која агенција треба да контактира за да тоа ви го направи. Меѓутоа, тоа е еден долгорочен пат кој никој не замислува дека треба да го користи или да го работи. Ние во суштина немаме сериозни туристички агенции од странство кои се работуваат со нашите. Да не појдеме од тоа дека ние во суштина и немаме наши агенции кои работат со Македонија. Во Скопје, ако не се лажам, има некои 150 регистрирано, од кои може би 10 работат Македонија ја продава. Другото све продава странство. Вие немате агенција во која наш домашен човек или странец ќе дојде ќе каже јас сакам да го прошетам поединец, да го прошетам Скопје, упатете ме кај да одам или дајте ми водич или покажете ми што да или дајте ми некоја брошура со. Ние немаме такви агенции. И не можете да очекувате дека ние во суштина продаваме нешто квалитетно. Ние само се играме туризам. Јас сум рекла милион пати, ние немаме туризам во Македонија. Без една добра стратегија, без една добра определба каде, што треба да се направи, ќе ви кажам пример дека Крале Марко како фреска го имате во Скопје, во Марков манастир и во Варош во Прилеп, во црквата како се вика Свети Архангел, да. 90% од нашите луѓе не знаат дека фреската на Крале Марко е на црквата. Не се тие виновни. Виновен е наш систем кој не е направил вреднување на вредности кои ние ги имаме. Додека за истиот Крале Марко, србите лани снимија филм со индиска продукција, издадоа книга, а кај нас ние се уште не се срамиме да кажеме дека тоа е од нашите простори. Што повеќе да очекуваме? Господин Лилчев, зборуваме за туроператори, зборуваме за туристички водачи кои што доаѓаат од странство, па потоа ги шетаат туристите кои што ги донеле. Потребно ли е, сметате ли дека можеби е добра идеја ова е став на некои од туристичките работници кои што чинами на господинот Ангел во една претходна прилика, во едно претходно интервју го истакна тоа. Потребно ли е со странските туристички водичи можеби да како едно засилување да биде некој домашен археолог или историчар на уметност, етнолог можеби кој што потоа кога туристите ќе се однесат во Хераклеа ќе застане некој и им покаже што е овој мозаик кој што во моментот го гледаат, колку е значаен, зошто е значаен. Дали е ова добра идеја? Допревте моментот на водичи, нели? Така. И обично, колку што знам, дека секој од таквите лица мора да има положено испит, тој, како се вика? Да добие лицензија. Јас сум лицензиран туристички водач. Така. Сега не знам како стои статусот, например, туристичката агенција може да ангажира човек, специјалист, но тоа обично не се случува. Самиот туристички водич се подразбира дека ги проучил основните елементи на определен споменик кај што ги води туристите и е capable, што се вика, способен да им го образложи тоа. Но ние, значи, постои практика, например, која ќе се дојде на некој локалитет каде што има, например, организирана презентација, чуварска служба, водичи локални или така натаму, или локален археолог да помогне ако треба, или тоа не е некој проблем. Значи, тоа е тоа. Сега не гледам некој проблем во тоа, такво нешто. Кога ќе дојдат туристи, често пати е она кое што бе основно средство, нели, за преживување и за шетање овде, секако се парите. На секоја од македонските денари има по нешто што укажува на македонското културно наследство. Не зборуваме за туристички водичи, не зборуваме за археолози или етнолози или историчари на уметност. Знаеме ли едноставно кога ќе ни дојде некоја роднина од странство, едноставно да им покажеме што е ова што го гледаме на 50 денарката книжна? Сега зависи како кој. Обичниот народ каков може е и да не генералниот знае. впечаток, нели? Па не знам, обичниот народ може и да не знае, да кажеме. Така. Голем број, знаете како сите се предадени во трката по животот. Обичниот народ гледа сендвич во ова. Добро, но мислам дека видите сега проблемот е како доаѓа посетителите во Македонија, значи
односно туристите, како ги викаме. Така. Значи, како ние ги примаме? Значи, тие доаѓаат по мое организирано. По некои доаѓаат и соло, значи, сами. И сега проблемот е каде чукаат, на која врата, да речеме. Ако туристичката агенција организира нивна, да речеме, нивно спроведување, таа мора да најде начин како да ги однесе на било кое место и да им објасни што е тоа, значи, како да кажам. Сега, а за овие работи што ние ги представуваме на монетите, тоа се наши, да речеме, што кажавте, брендови, ги изработуваме, нели, копии, нели, сето тоа. Тоа, мислам дека не е проблем човек да објасни, мислам луѓето да објаснат овие што се задолжени за тоа, нели. Не гледам проблем. Така. Бидејќи ја споменавме Хераклеја, односно јас се споменав во едно од прашањата Хераклеја, предлагам да погледнеме еден прилог кој што ни го подготвија колегите дописници од Хераклеја. Од таму ни јавуваа дека токму мозаиците се најинтересното нешто за туристите. Туристи од голем број земји од светот при посетата на Битола речиси задолжително во својата агенда имаат предвидено да го погледнат античкиот локалитет Хераклеја, кој нуди едно поинакво искуство, патување во минатото и запознавање со животот на луѓето и историјата на овие простори. Но на што е најпривлечно за посетителите во Хераклеја се мозаиците, а не големо внимание предизвикува мозаикот нартекс од голема базилика, кој по својата уметничка вредност ги надминува сите досега познати подни мозаици од тоа време. Интересно е дека самата средишна композиција, тоа е всушност ништо не е туку една веродостојна слика, приказ на Псалмот 41, преку таа е представа на кошутата, односно ете ќе парафразирам како кошутата што жедне по водните извори, така Боже мој копне душата по тебе. Значи цела е ова представа на мозаикот кој што зафаќа површина од околу 100 метра квадратни, е всушност представа на универзумот во кој што е прикажан борбата на доброто и злото, победата на христијанството. Мозаиците во археолошкиот локалитет Хераклеја, кои ги красат подовите на остатоците од сакралните објекти, базиликите датираат од 5-тиот и 6-тиот век и истите спаѓаат меѓу најдобро сочуваните и по уметничка вредност најдрагоцени дела од античкиот период. Хераклеја како важен епископски центар и беше логично да има едни вакви мозаици презентирани, затоа што во Хераклеја може би интересно е да се каже, ако е истражен околу 7000 хектари, 1300 метри квадратни отпаѓаат на мозаични површини. Значи, претежно овие мозаици се во опус тесалатум, значи со ситните коцкички, но има и во опус сектиле. Според податоците на Националната установа Завод и музејот Битола, во чија надлежност е античкиот локалитет Хераклеја, бројот на туристи е зголемен за 20% во споредба со минатата година. Туристи има од Турција, Холандија, Белгија, Бугарија, Србија, а оваа година се очекуваат туристи од подалечните земји. Со отвореното студио на телевизија Нова дебатираме на тема културно наследство, како тоа ги привлекува туристите и дали ние знаеме да ги привлечеме туристите со културното наследство. Зборувавме за локалитетите, зборувавме за туристите, понатаму уште еднаш секако ќе се навратиме на тоа кои се најзначајните места, фрески, природни богатства кои што едноставно туристите не смеат да ги пропуштат кога ќе дојдат овде. Зборувавме за тоа како правиме и дали воопшто правиме брендови од она што го имаме во земјава како културно наследство. Зборувавме секако и за тоа дали малку ќе звучи грубо ова прашање кој што во продолжение ќе ви го поставам на сите, меѓутоа знаеме ли да им ги земеме парите на туристите? Не зборувам за земање пари, меѓутоа од аспект доколку дојдат, да речеме, доколку дојдат да ја видат, например, Богородица при Влепта во Охрид, или Јован Канео или која е да е друга црква или манастирски комплекс, еве нека е например Бигорски. Кога ќе дојдат, знаеме ли да им ги земеме парите за потоа тие средства да се искористат за да се обнови манастирот, да се инвестира во нешто понатаму, да се помогне постоењето на конкретно тоа културно наследство. Ова е прашање до сите во студиото. Еве повелете вие, па би сакала да се надоврзате. Јас од пракса ќе ви кажам, парите знаат само да им ги земат дивите таксисти на туристите. Милом силом, ние не. Што се однесува до посетите во црквите и манастирите, за мене е се уште дилема дали се тие цркви или музеи. Во црква се влегува и оставате донација. Така.
во ниеден храм, во ниедна џамија, муслимански храм, не се наплаќа влезница. Се остава донација. И треба да решиме дали црквите кај нас се цркви, манастири или музеи. Ако се веќе музеи, треба да има официјална влезница. Во Свети Спас, во сред Скопје, ви даваат разгледници наместо влезници. Никаде нема ни серијски број, ни дали е тоа наплатено или не наплатено. Во Охрид, јас бев сведок, кога еден холандски турист на вратата пишува домашни и форен турист. Им наплаќаме различна цена. Различни. Така. Влезот во музеот си е влез во музеј. Тој што сака да го посети, плаќа влезница. Не е важно дали е и не е сериозно да му се наплати дека е странец, двојно или не знам која друга тарифа. Во многу манастири, јас сум се пазарел со тој, да го речам, ктиторот, колку туристи сме, бидејќи не ми дава никаква, јас не можам да се оправдам во книговодството, викаат, со ова ти не можеш да се оправдаш. Така. Нити е влезница, нити е просто некој чудни начин на комуникација и отчетење на парите, бидејќи туристите доаѓаат со веќе уплатени влезници за посета на музеите. Многу е чудна, многу несериозна и дури еднаш ми се случи една, ајде да нечам, мала скандална драма во манастирот Свети Пантелеймон. Значи не бевме во некоја пустелија, ајде да не речам како што е Курбиново, во Пантелеймон. Јас неколку дена унапред договори со кустосот таму или како се вика тој што отвара и затвара црквата и наплаќа, дека на тој датум во толку и толку часот ќе бидам со јапонска група горе. Така. И ние го разгледуваме градот, додека го разгледуваме, јас му се јавувам на мобилниот, да речеме, Петре, за 2 часа сме горе. Ау, па јас со брат ми денеска правам ракија, бе. Па нели ти кажа? Да, бе, ама брат ми денеска можеше да дојде да правиме ракија. И ние отидовме во Пантелеймон, ја бакнавме манастирската врата, и јапонците беа огорчени, имаше огромен протест. И јас на сметка на тоа додадов друг манастир, но огорченоста во форма на протест ми стигна на имејл. Тие сакаа да го посетат манастирот Свети Пантелеймон од 12 век. Така. Ние, нашиот Петре, печеше ракија тој ден. Не може посетата на манастирите да зависи од печењето ракија и правење ајва. Тоа е локален фолклор. Или треба да има стриктно определено работно време, а во Пантелеймон ќе ви отворат само ако им се јавите. Така. Човек таму не седи. Тоа не е добро. Зашто вие може да ви дојде гостин од Белград, од Ниш, да запалите кола и да го однесете горе на кафе или на прошетка. Не е добро. Многу нешта, знаете, ова го кажуваме за да се поместат нештата. Не некого да стреламе, некого да обвиниме или нешто. Просто ред е веќе да нема македонски приказки во ова. Така. Господин Лилчич, Управата за заштита на културно наследство постојано работи на значајни проекти околу заштита и обнова на секако и афирмација на културното наследство. Сметате ли дека можеби овие средства кои што преку туристите, без разлика домашни или странски, ќе ги заработи, например, еден манастир или еден археолошки локалитет, треба ли делумно и од тие средства да може да обстои во објектот, да се заштити, дали е возможно вака, колку што ова само ќе всушност? речам, во манастирот Свети Пантелеймон постоеше преку конзерваторскиот центар константно едно лице, човек, не знам каква е сега состојбата, али мислам дека постоеше човек кој што и постои вајда секој ден е таму, не знам. Значи, треба дефинитивно да се раздели тој момент. Значи, многу е битен билетот. Билетот што го плаќа странецот. Значи, како што рековте, може и така да се унифицира, да се фискализира. Ние некако малку доцниме, но некои институции, установи тоа го имаат. Например, во Стоби влезите, во Хераклеа влезите, например, во Охрид влезите, некои. Значи, видите, се зависи од директорот и тимот кој што го менаџира, го одржува и го менаџира споменикот на културата. Значи, многу е битно да во свеста на нашите, да речам, музејски установи влезе оној момент на самоодржливост. Значи, велите, ете, парите, знаете, буџетот е толкав колку што е,
и се дава сега, владата дава, сами сме сведоци, огромен благослов. Тоа е невиден до оваа влада, како никогаш до сега даде благослов, не само на археолошките локалитети, на секаде. Конзервација, реставрација, ети Курбиново се прави сега конзервација, константно. Значи, и сега гледате, ние законски сме спречени да, како установи, да даваме, да финансираме понатаму некоја таму самодржливост, а за конзервација, за се тоа преку заводите, тоа е во ред. Тоа мора да се работи. Значи, тоа се локалните заводи кои ги држат териториите што се под нивни ингеренции. 6-7 колку имаме заводи во Македонија. Значи, гледате сега, кај нас, јас што гледам, во некои музеи, значи, имаме, би рекол така, во овие услови супер директори, значи менаџери, пази, споимо директор. Не, тоа е менаџер. Човек кој што треба да се снајде, да најде начин, дали од локални, не знам, средства, од локални некакви фирми, од делумно од Министерството за култура, од разни фондации, има меѓународни фондови, да го заживее локалитетот, за да може тој локалитет да дава пари. Значи, она што се огледувам, значи, треба да се зголеми производството на сувенири, затоа што странецот кој ќе извади пари од джеп, него го боли тоа и секој човек. Аха, сум дал пари, ама затоа сум триумфирал. Што? Со предметот што сум го купил. И сум одам дома, и затоа што сум дал своји пари, сега јас сакам да триумфирам пред пријателите и другарите, речам, сум бил во една земја Македонија, гледај што сум донел. Виничка икона, гледај тамо од тоа и тоа време, или монета на македонски крал. Аха, тамо има, ќе му кречат некои грци, Грција, например. Они викаат Македонија е нивна. Не знам, јас еве таму го купив, а тоа пишува со атест, значи од музеј, археолошки музеј Македонија, оваа монета потекнува, например, од градот Била Зора или од не знам што, значи тоа е еден момент. Сега, во светот полека се напушта концептот на билети, наплата на влез во музеј. Значи, ако влезете во Бритиш музеум или во Оксфордскиот, Шмолен музеум, што ќе видите? Слободен влез. Повели влези. И сега чудно ги прашуваме луѓето, како вие живеете. Па заклучивме дека луѓето, значи пред да почнеме, околу 5 години они го запреле моментот и вовеле слободен влез, бесплатен влез во музеот, едноставно вика ни се зголеми и посетата, но и финансиските приходи за 3 пати вика ни се зголемија. Како? Па имаат преполни сувенирници. Значи, секој кој ќе влезе човек у Бритиш музеум дава, мислам, 2 или 3 фунти за план на музеот да може да се движи по просториите, по одделите, зарем тоа не е, значи, замена за влезницата, а носи дома план, значи, многу вешто, многу умно, значи. Кој ќе влезете у Бритиш таму во централниот двор, огромна една кружна сувенирница, значи, тука преполно, имате, пазите, и за поевтини, посиромашни, скромни джепови и за поскапи джепови. Значи, имитации, копии, или во Ермитаж, еве пред некој, да речеме, месец дена купив обетки со килибар во сребро. За некој беа околу 50 евра, да речеме, ама имаше и од 200 и од 300 евра некои предмети. Видите во Ермитаж, да речеме. Добро, тоа во нивните таму пари. Во, да речеме, Лисабон, како да речем, во секаде имате едноставно копии кои се продаваат и секој сака да ги купи. Значи, ние тука треба да, како што рече колешката, имаме послаб квалитет на сувенири, имаме добро, подобар квалитет. Влезите, например, во археолошки музеј, ќе имате една сувенирница, можете да даете на 50 или 100 евра виничка икона, копија. Значи, константно се, значи, работи на тоа. Мој совет е дека музеите треба да работат на тоа, на константно преполни сувенирници и да воведат и интернет продажба. Бидејќи, што знам од сака некој јапонец од, не знам, од Кина, од каде да се купи виничка икона или, не знам, монета на македонски крал од Македонија. Да може тоа да се го направи од дома. Зашто да дојде во Македонија? Значи, тоа е еден момент, практика што се работи во светот. Кај нас се уште го немаме тоа. Има оној момент, вториот, на приватна изработка на сувенири, кој што исто така треба да е контролирана, ако е, нели, копија на некој предмет, мора да се пријави кај нас во управата, мора дозвола да доби и така натаму. Сам, од прилика, сега состојбата е
Ево што реков, во една нагорна граница, почетна граница, стартна можеби позиција, видите, градиме, пак ќе речем, општество базирано врз пазарното стопанство. Што побрзо сватиме дека музеите и локалитетите се фабрики за пари, толку подобро ќе биде и за локалните, да речем, општини, градоначалници. Видите, тамо исто голема борба не чека. Градоначалникот треба да разбере дека тој не мора да има само тамо тие што е фабриките, не знам, него ќе треба и музеот му е фабрика за пари. Него, на пример, оној ќе го посочам кога веќе даваме, нели, примери. Сите сте возеле за Велес. После тунелот од десна страна имате едно градче, така едно како од со ништата, со она кула што ја конзервираше уште колегата Паско пред мене. Даде средства. Значи, општината со прст не мрдна. Значи, тоа е нивно. Пазите, треба да излезе таа општина да види, чекај човече, јас имам тука нешто што ми стои вака, да видам тука може по една количка нешто да стане, да види човек да го сигурно има можда некој или ќе глави една општина дори пред Илинден, мислам, вработи археолог. Знаете, на запад во Швајцарија видов да речеме, секоја општина има сервис археолошки кантонал, да речеме, археологичен dienst, значи археолошки сервис, општински археолошки сервис. Тој има задача да помогне да се откриваат локалитетите и предметите се предаваат во локалниот музеј. Денес таа малку го нема, поинаков систем имаме, но видите, мора да работиме и работиме ние. Мислам, сега како што тргна за 10 години, оваа влада наслика таква една слика, која никогаш не сме имале претходна, нели? Значи се изградија толку музеи, можеби само би додала тука време, можеби да се почне во специализирани музеи. Гледате, во Солун имате, на пример, музеј на византолошки музеј. Тоа е, пазите, една стратегија на хеленскиот, грчкиот народ. Колегата рече, ние сме жариште на фреските, нели, на византиските, од византиски период и на рано христијанство. А немаме византолошки музеј, имаме само еден централен. Значи, како може во Солун да има National на национален музеј и византиски музеј? А зошто да не отвориме, на пример, музеј на античкото македонско кралство, со кое сме преполнети во Република Македонија, со тоа културно македонско античко кралство? Ова се некои 3 карти, на пример, на локалитети од античкото македонско време, кај што македонските кралеви оформиле, значи, и тврдини, и градови тука на ова наше подрачје, што се вика стотици илјади милиони монети на македонските кралеви се наоѓаат и може да се најдат во Македонија. И сега, знаете, тука имаме ние момент на географско, односно национално идентификување пред светот. Значи, визави ветото што ни го дава Гркот, на пример, Грција. Значи, отвориш таков музеј, бујрем повелите да видите, ама таму доле има, не знам што, да, таму било јадрото. Ама и во наша Македонија ги имаме тие остатоци. Так. Предлагам во продолжение да го погледнеме прилогот кој што ни го испратија дописниците од Куманово. Кукино секако е магнет за туристите, меѓутоа да погледнеме колку е интересен и зошто е интересен, па потоа ќе се вратиме да прокоментираме во студиото. На 35 километри од Куманово, на надморска височина од над 1000 метри, на левата страна од реката Пчиња, сместена на неовулкански рид веднаш под врвот Татиќев камен, се наоѓа мегалитската обсерваторија Кокино. Многу моќно било чувството 4000 години наназад да бидете дел од магијата и мистиката на оваа света планина, каде што и камењата имаат душа. Едноставно ви застанува здивот од уметноста на нашите предци, кои со неверојатна прецизност ги длабеле маркирите за одбележување на изгревањето на сонцето и на месечината. Обсерваторијата беше откриена пред 15 години, заедно со археолошки локалитет од бронзеното доба, кој сведочи за развојот на човековата цивилизација на овие простори. За обсерваторијата во последните години се заинтересира голем број туристи скоро секојдневно, особено во летните месеци. Голем број љубители на археоастрологијата од целиот свет се тука да ја почувствуваат убавината на пределот и да се запознаат одблизу со значајноста на локалитетот. Сега моментално сум во Австрија, таму си работам и таму живеам, али еве дојдов сега пред неколку дена, тука сум. Се качувате ли горе до обсерваторија? Па зимуска водам таму, понекогаш. Какво е чувството? Многу убаво, многу убаво. Кокино многу е убаво сега и многу има убави работи да се види, да одмори човек и за живци, и за убаво да се проведе.
Има луѓе што да видат овдека чист воздух. И така Горе на обсерваторија. да, имаме туристи доведувани од Германија доваѓа. Имаше 2-3 многу убаво. Па убаво е да се застане горе високо на Карпиве и да се гледа цела панорама, мислам, околу. Прекрасно. Некои велат дека така делува и смирувачки, дали така и кај вас? Па баш така, баш имаат право, баш така делува, мислам, убаво е, прекрасно. Кокино е на листата на приоритетни проекти на Министерството за култура. Со опсежна програма се работеше на локалитетот. По затварањето на археолошките ископувања се отвори простор за уредување на пешачки патеки, а поставени се информативни табли на кои објаснето значењето на Кокино. Планирано е тоа да прерасне во уредна туристичка атракција по сите стандарди. Ова ги охрабрува локалните жители кои веруваат дека локалитетот може да донесе бенефит за околните села и регионот. Се надеваат дека ќе се поттикне бизнис заедницата да инвестира во хотели и ресторани за да може Кокино да понуди подолг престој, особено за странците кои специјално се опатуваат кон обсерваторијата. Барат услови да дојдат, да преспијат, да имат да купат еколошка храна, сирење, например, од домаќи кокошки јаја, од некој јадње и некој тие работи, ама нема тоа овдека, не може да најдат. Луѓе прво немат каде да преспијат. Треба као најпрво едно хотелче да се направи. Уште како дете имам качувано горе. Не сум знаел што во ствари тоа. Тука се игравме како мали деца. Да, мајка ми е од тука. Али како деца тука имаме играно често пати. Не сме ни знаеле што е во ствари. Според НАСА по староста таа е четврта најстара обсерваторија во светот, по Абу Симбел во Египет, Стоунхедж во Велика Британија и Анкор Ват во Камбоџа. По неколку годишно континуирано истражување, Кокино треба да биде впишано и во листата на УНЕСКО, а од богатот археолошки материјал ќе биде направена комплетна збирка која во вид на изложбена поставка ќе биде презентирана пред посетители. Темата на вечерашното отворено студио на телевизија Нова е културното наследство и привлекувањето на туристите со културното наследство. Господја Гурдана, морам да признам дека кога се вратив од Торонто, од Каса Лома или од Шпанија, од Гранада, од Алхамбра, се вратив затрупана со сувенири. Тоа веројатно одлично ги помогнало овие локалитети кои што добро им доаѓаат средствата нели за понатамошно функционирање. Дали знаеме на туристите кои што ќе дојдат кај нас да им продадеме приказна која што понатаму ќе ги натера да се врзат за тоа место, да им предложат на своите пријатели, колеги и роднини: одете во Македонија, посетете Хераклеја, посетете го Курбиново или Перивлепта или што и да е веќе. Појдете, видете го Скопскиот аквадукт, имате да си купите прекрасни сувенири. Знаеме ли ова да го направиме? Аквадукт, кој ќе ми спомнете, мене ми се дига косата на глава. Мене ми е срам да однесам било кого таму, затоа што нема никаков пристап, во главном е во вода. Ние немаме сувенир кој ќе ја пренесува таа приказна за аквадуктот. Ја мислам дека тој е доволно добар за да може да биде представен така. Морам да напоменам дека во главном низ проектот што го работам Крале Марко, минатата година правевме 10 години како постоиме. И ние се договоривме да нашата прослава ја направиме низ општини. Значи, многу е битно да соработуваме со сите нив, за да јас констатирав дека во суштина општините многу слабо си ги знаат своите места и знаат од што може да направат туризам. Не се доволно запознаени, луѓето кои се ангажирани и кои водат сектор туризам во главном не им е тоа струка и они се тука само ради реда. И тоа е страшно. Ќе кажам еден пример кој мене со години ме мачи и верувам дека кога ќе ме нема, дека работиве пак нема да се исправа. Тоа е матка. Значи, матка е нешто што не можам да го преболам како ние не го користиме како треба. Тоа е споменик на природа, на тропски период и богат со ендемски врсти на флора и фауна. Тоа е сега едно урбанистичко место во кое главната е кафаната. Вие во Свети Андрија исто не можете да влезете, па дури едно време беше и со некоја комбинација на наплата. Околните цркви се запуштени, се доградува кој како стигне, што прави. Света недела е направена, не можам да ја опишам како. Значи, едно прекрасно место
каде што кога ќе дојдете, вие прво немате ни туристички водич, нити имате некој да ви даде некој квалитетен проспект, нити да знаете што значи матка, а да не кажам колку е таа богата со сето тоа што го има и колку сето тоа е погрешно. Вие имате на таблите 90% погрешно напишани имиња. И никого тоа не го интересира да го исправи. Ја не знам на кого не сум кажала. Луѓе, тоа е погрешно. Не сум ја констатирала јас, него со луѓе со кои одам, кои се стручни, кои кажуваат. Да речеме, таму имате еден цртеж на пештерата, во кој всушност е извадено една француска разгледница, на која има животински свет кој го немаме во таа пештера, во која е представена, а она што го имаме и со што треба да се гордееме, воопшто го нема. Не е ни представено. Тоа се ситници кои кажуваат многу колку ние нестручно и не аматерски ги сваќаме работите. Не можете вие да донесете некого во Хераклеа и да не знаете. Хераклеа има прекрасни водичи внатре. Меѓутоа, за да стигнете до Хераклеа, треба да се утепате ако не знаете како да дојдете. Зборам за обичен човек. Ја имам едно искуство кога работев во Експлоринг Македонија, кога дојдоа од Јаху. Приказната што ја подготвив за тие 5 дена, која се емитуваше секој ден на Јаху, беше сосема невообичаена. Значи, ние тогаш прв пат го представивме Адам, прв пат го представивме Кокино. Ја можам да кажам слободно Кокино дека е на 4-то место во НАСА. Јас го пронајдов како информација, па го пласирав до луѓето кои го работат тоа. Луѓето и од тогаш тие американци кои прв пат дојдоа во Македонија, кои главном беа авантуристи и одеа по некои земји во кои се доживува авантуризам, ја доживеа Македонија, кога дојдоа многу скептично на све она што имавме напишано и направено дека ние ќе го покажеме, тие велеа, као еве да бидат културни, дека тоа. Како изминуваа деновите од тројца, ние имахме на крајот 5 екипи со по тројца, со страшно квалитетни опреми за да ја осозна. Ние не знаеме собствената земја и собствените приказни да ги направиме онака како што треба. Ја можам да кажам дека приказната на Јаху ја прегледа пола милиарда луѓе за тие 5 дена. И тоа беше неверојатен бум за нив. Значи, ние направивме една приказна за многу кратко време, во кое сега е нормално да го понудиш Кокино, да ја кажеш приказната за Адам. Не, имаме премногу работи кои мораме да ги сортираме. Ја пак ќе кажам, ние немаме стратегија на тоа што сакаме да направиме и како. Без една здрава стратегија и без едни стручни луѓе, денеска секој се занимава со туризм. Имаме страшно многу луѓе кои излегуваат од туристичките факултети, ама тие се табула раза, без разлика што завршиле факултет за туризам, бидејќи тие летно време одат во Турска, во Грција, таму работат као луѓе кои се на шанкови, на прием на гости и во суштина многу малци знаат за туризм. Ја имав неколку предавања на неколку од тие факултети, едноставно сваќате дека таа програма не е направена за својата земја, да ја знаат и својата земја да ја продаваат. Ние сме, мислам, единствена земја која многу малце водиме грижа да нашите луѓе останат во нашата земја. Србија, например, лани воведе и тоа успешно го прави и оваа година ваучери, во кои им дава, ако вие престојувате во Македонија, одредена сума ја финансира државата за да го потикне и нашиот човек да остане во својата земја и оние објекти кои не работат доволно да им се овозможи да работат. Значи има системи, има можности, меѓутоа нема здрав. Ние имаме 3 туристички комори, ако не се лажам. Во тие 3 туристички комори ние не сме виделе некои резултати на нештата што би ги подобриле овие услови. Не треба никој да... Ние мораме да ги направиме, нема кој друг да ги направи. Моето искуство со туризам, кое е преку 45 години, никој не го користи као можност. Јас сум им рекла, вие не знаете доволно да ме искористите. Значи, нив не им значи моето искуство во туризам. Што знам и што можам да пренесам и како да го пренесам тоа. А истото сметам дека и за многу луѓе кои тоа... Значи, секаде по светот, сите што доаѓаат да нас ни предаваат, јас сум била и на разни кластери, разни програми за туризам кои сме ги правили, и тие сите останале пишано слово на папир, ништо повеќе од тоа.
Имам уште многу малку време до крајот на оваа емисија, едва и околу 5 минути. Предлагам да дадеме некој заклучок. Господин Ангел Иванов, би можеле ли да заклучиме дека прво треба да одлучиме што сакаме да постигнеме и потоа да седнеме, односно вие, туристичките работници, оние кои што се задолжени за културното наследство, да седнат и да се договорат што и како треба да направиме? Тоа што ќе го договориме треба да се спроведе. Потоа да се спроведе, нели? Тука сме најслаби, лесно договараме, лесно се среќаваме, ама спроведувањето е многу тешко. Ова врска само би додал господинот Лилчич што кажа за влезниците. Јас сакам овие субвенции да се преточат и во влезниците. Кога еден туроператор од некоја држава ќе рече ве водиме во Македонија и ќе посетите 20 музеи бесплатно. Така. Извинете, ама во Музеот на современа уметност се наоѓа и сликата на Пикасо. Волкава е отприлика. Така. Јас не сум ја видел. Таа е во некој депо. Сега е Таа треба постојано да биде барем во сезоната, и да им речеме ве водиме во Матка, во Пантелеймон, Свети Марко, во музеот во кој ќе го видите Пикасо, во спомен куќата на мајка Тереза, еден невиден исполнет и нема да дадете $1. Фри, бесплатно, во вашиот пакет. Мислам дека треба да има многу моменти на кои треба да ги навлекуваме гостите и туристите, но оваа игра со влезниците мора веднаш брзо да престане. Оваа е сезона. Да не се договараме со секој клучар таму што отклучува црквата колку да платиме. Так. Тоа е абсурд. Тоа е криминал. Да не е сива, тоа е црна економија. Тоа е моето мислење. Господин Лилчич, од аспект на прв човек на управата за заштита на културно наследство, меѓутоа и на археолог, што е она што ние домашните не смееме да не го знаеме за македонското културно наследство и често пати веројатно сме се довеле во ситуација кога ќе ни дојдат гости, пријатели, роднини од странство и едноставно седнуваме и размислуваме каде сега да ги однесеме. Можеби на некои места ни текнува чисто, меѓутоа не зборуваме за природните убавини, за езерата, пример, меѓутоа да зборуваме за културното наследство. Што е она што кога ќе дојдат во Македонија едноставно не смееме да не им го представиме. Ќе ве замолам само или накратко, бидејќи немаме време. Пропуст беше од претходните децении, да кажем, што не се воведе посебен предмет, да речеме, добре беше ликовно воспитување. Историја на уметност не беше толку застапена, археологија па никако. Значи, мислам дека многу е битно од деца, од основните школски клуби, младите генерации се запознаваат со собственото културно, археолошко наследство. Значи, за да знаат. Повеќето луѓе кои живеат во градовите или интелектуалците знаат за што се работи. Кажеме, сега проблемот е можеби во недостапноста, што спомна колешката. Аквадуктот беше долги години до касарната. Не си можел да припариш таму, а камо ли доиш да го видиш. Сега моментално постои, значи, проект, колешката Ема Петрова од градскиот завод, значи, е ангажирана да ги среди таму состојби. Тоа ќе се среди, можеби сега затоа што е зафатено со проблемот на Скопскиот театар. Но тоа ќе се среди. Исто и за Матка, видите, човекот заработува огромни пари таму, значи кој сака може да влезе во црквата, тоа не е проблем. Онаа црква горе Света Недела Вемолом, таа стои, би рекол, 3-4 века со онаа арка, оној лак и само делува така, дека е кој знае како срушена, меѓутоа проблемот е сега што треба да се ангажира и тоа ќе гледаме да го сториме, да се реконструира или реставрира. Реставрација е добар поим. Чи гледате сега, македонскиот народ сега би требало, односно има информации за сопственото културно наследство, проблемот е само како да едноставно да организира, мислам дека не е проблем. Се отвара интернет, наоѓаш, прашуваш, не е проблем да го однесеш човек, гостин или било кој кај треба, не е проблем. Генерално треба да можеби повеќе нашиот ангажман да биде усмерен кон подигањето на свеста и на локалните жители за заштитата, кон заштитата, но и ова што реков на почетокот. Подигањето на свеста кај локалните општински заедници и ова што рековте вие, би било добро, можеби повеќе да се среќаваме, туристичките работници со заштитарите, за да може да разменуваме искуства и да договараме, значи да биде тоа и со општинарите.
Значи во таков случај може да има резултати. Така. За жал, многу прашања кои што јас сакав да ви ги поставам, нема да имаме време, ќе ги оставиме за некоја наредна прилика, нека биде тоа повод да се видиме повторно. Се надевам дека успеавме да апелираме до нашите граѓани да подразмислат, пријателите кои што ќе им дојдат од странство, сепак да се информираат доволно добро и потоа да им го пренесат тоа знаење и да ги заинтересираат за македонското културно наследство. Сметам дека во добро време го продискутиравме ова, почнува или можеби веќе е почната туристичката сезона. Навистина ви се заблагодарувам за времето кое што го одвоивте за ова отворено студио на телевизија Нова, а на гледачите ми остана уште да им се заблагодарам исто така за вниманието и секако да не го менуваат. Каналот телевизија Нова е тука за нив, односно за вас со програма во живо секој ден по 16 часа.